И вие може да бидете креатори на предлагачи на мултикомпензација, на тројна и повеќекратна компензација. Во финансии, Алиса, мултикомпензација, се отвара екранче во кое може да ја составите компензацијата. Во горниот дел има прозорче наши побарувања и наши обврски. Кога се прави двојна компензација, се прави компензација помеѓу клиент што ни е купувач и добавувач. Меѓутоа, за тројна и повеќекратна компензација треба да вклучиме други фирми со меѓусебни побарувања со првите, со нашата фирма од која имаме побарување и фирмата према која имаме обврски. Како поидуваме? Прво кликнуваме освежи, добиваме листа на вкупни побарувања и обврски од наши субјекти. И, например, сакаме да направиме да ја затвориме инвест со обврска 84.000 према нас и од прилика Тодоровски инженеринг со 93.000. И бараме некој субјект кој има обврски побарување од двата. Прво селектираме инвест, кликнуваме на 1-2 копченцето и долу ни се прави низа на фирми кои ќе бидат вклучени во тројната компензација. Прва фирма сме ние, моментално е Antidapox, која побарува од Invest до L, ги има следните фактури за побарување. Значи, овие автоматски од сметководство изликуваат. Следи Invest до L со Тодоровски инженеринг. Invest до L со следната фирма, со Тодоровски инженеринг. Нормално вртиме телефони, ни враќат листа од побарување. И Invest до L од Тодоровски инженеринг ги побарува следните фактури. Например, 34/17 од 15.6.17 во износ од 50.000, 48.17 од 12.7.17 од 28.000. Ке ставиме уште една, например 52.17 од 15.8.17 од 30.000. Вкупно имаме 108.000 побарување. Значи, Invest до L е 84.000 побарување, Тодоровски обврски 93, а Invest спрема Тодоровски има 108 побарување. Треба се да вклучиме и Тодоровски. Ја селектираме Тодоровски, кликнуваме на копченцето 9 и се додава и Тодоровски во низата. Тодоровски во низата се додава со сите обврски, со сите побарувања кои ги има спрема првата фирма, спрема нашата фирма, спрема Antidapox. Значи, Antidapox побарува од Invest побарува од Тодоровски, Тодоровски побарува од Antida. Износите за побарување се 84.000, 108 и 93.000. Значи, ова се изворните фактури. Изворните побарувања. А десно и имаме со кои износи може да се спроведе компензацијата. Кога ќе кликнеме печати мултикомпензација, овие износи се порамнуваат, односно 84.000 е целата, се порамнува по минималниот износ. Втората се зема дел и од третата фирма имаме фактури кои се земат и останува дел што делумно се зема. И мултикомпензацијата изгледа вака. Значи, насловот е горе, износот, минималниот износ со кој се затвара и долу се листата на фирми. Значи, доверител и побарува. Доверител, побарува. Доверител, побарува. Се затвара истиот износ.
Ова е тројна компензација. Останува да се печати и да се праќа по фирмите по мейл или по факс, односно скенирано. Ако сакаме да додадеме уште една фирма, оваа фирма може да ја избришеме, например, последната, со Ctrl-Delete. Ќе додадеме уште една фирма, например, Кузе 2000, Кочани. Ќе додадеме уште една фирма, например, Термопласт. Кочани. И овде сега може да затвориме и Тодоровски пак. Сега, значи Антида Покс побарува од Инвест побарува од Кузе, а Инвест побарува од Кузе спрема овие фактури, Кузе побарува од Термопласт спрема фактурите 33 А П1 7, дата 10.15, односно 17, износ, ајде ќе скратиме овде од 74.000 и уште една фактура ќе дадеме 33 А цртица П 217 од 11.10 17 од, например, 3.000. Значи, Кузе побарува Термопласт. Термопласт побарува Тодоровски. Спрема фактурата 557 17 10 15 17 од износ 45.000 558 17 11 10 17, например, пак 45.000. Сега, кога ќе направиме компензацијата, се рекалкулират вредностите со минимална 77.000. Значи, сите се докоригират автоматски и сега компензацијата ќе изгледа, ќе оди на два листа, бидејќи да не се наруши континуитетот, односно дизајнот. Еве го првиот лист, еве го вториот лист. Значи, на првиот лист ни се Антида, Инвест и Кузе, на вториот лист ни се Термопласт, Тодоровски, према Антида. И кругот е затворен. И кога ќе се праќат, треба да се праќат веројатно сите листови. Вака може да имаме до 9 во низот, што би било сосема солидно. Ако успеете да составите толкова низа на фирми. Што е интересно овде да се каже? Ова компензација, односно ова составување е, овие вредности овде се привремени долу. Што значи, ако го затвориме програмот, ќе ги изгубиме. Значи, треба во еден чекор ова да се состави. Претходно правиме план, вртиме телефони, ги добиваме повратните информации за побарувањето од фирмите, седнуваме, составуваме, печатаме и завршена работа. Значи, ова не се чува во архива и понатаму не можеме да се повикаме на оваа компензација. Ако сакаме да правиме нова, може овде ресет. Значи, ова го повикавме од делот Алиса и се користи тековното затварање на фактурите. Ако не користиме добро затварање на фактурите во финансии, може да треба да се повикаме на привремено хронолошки. Ако сакаме да ограничиме состојба до одредена дата, и тоа може да го направиме, бидејќи овие два елемента се земат во обзир во листата на отворени или затворени фактури. Така. Тоа е се за мултикомпензација.